синоќа во Струмица светна најголемата елка во државата. Плоштадот синоќа беше посетен од голем број граѓани кои уживаа во предновогодишната магија и се фотографираа во прекрасниот амбиент во градот. Градоначалникот Костадин Костадинов со група дечиња одбројуваа од 10 до 0 и ја светнаа на високата новогодишна елка во земјата. Костадинов нагласи дека до крајот на украсувањето остануваат да се наредат уште кукичките за новогодишниот и божикниот базар, во кој струмичани ќе може да уживаат во греено вино и вкусна храна. Да, навистина беше еден преубав чин, каде што со повеќе деца гледаме колку е интересот на граѓаните, особено на најмалите, да го посетат градскиот плоштад, каде што официјално веќе светна и почна новогодишната магија во Струмица. Ни останува до 25 декември да ги наредиме и кукичките, каде што ќе биде и новогодишниот и божикниот струмички базар, каде што ќе имаме греено вино, каде што ќе имаме најразлична храна и се надевам дека во неколкуте денови, во неколкуте недели, струмичани ќе уживаат во новогодишната и божикната магија, каква што нас во Струмица ни приличи со вака едно убаво и богато украсување. Имајќи го во предвид фактот дека ја имаме најголемата елка во државата. Јас сум пресреќен кога ја гледам среќата на децата овде на градскиот плоштад. На прашањето што сака Дедо Мраз да и донесе на Струмица, градоначалникот Костадинов еве што одговори. Што сакате Дедо Мраз да и донесе на Струмица? Сакам Дедо Мраз да и донесе на Струмица чист воздух. А за тоа треба да му помогнеме сите. И можеме, оптимист сум дека можеме тоа да го направиме. Новогодишното украсување чини 3.996.660 динари со ДДВ, а го изврши компанијата Link Media Plus од Скопје, која се јави на распишаниот тендер на јавното претпријатие паркиралишта.